Веројатно досега сте имали искуство вашето малечко да се разбуди вознемирено среде ноќ, испотено и со вжештено чело. И прво нешто што ви паѓа на ум е дека тоа има покачена телесна температура, па во истиот момент земате топломер за да проверите дали е навистина така. Најголем дел од високите температури кај дечињата не се сериозни и се предизвикани од вообичаени инфекции кај детето. За проблемот кој најчесто се јавува кај малите деца разговаравме со доктор Александра Михајловска, педијатар од Аџибадем Систина. На почетокот сакам да напоменам дека не представува болест, туку тоа представува одбранен механизам на организмот против дадениот инфект и тоа е најчесто против вирус или бактерија во детска возраст, но може да биде, не мора да значи дека покачување на телесна температура е предизвикано само од вирус или бактерија. Покачувањето на температурата може да биде и од после вакцинација, при дехидрација од различна причина кај детето, поради травма, може да биде, потоа може да бидат поради некои хормонални нарушувања, хипертиреозата знае да даде покачена телесна температура и некои автоимуни заболувања. Што е нормална телесна температура кај децата и како правилно да се измери? Нормална телесна температура кај детето е до 37 степени Целзиусови. Телесната температура се дели во три фази. Од 37,1 до 37,9 е субфебрилна температура. Од 38 до 39,9 се означува како фебрилност и веќе над 40 степени Целзиусови тоа е хиперпирексија. Ме прашавте на почетокот како се мери телесната температура. Рековме нормална телесна температура е до 37 степени. Мерењето оди под пазувите и тоа се мери до 37 степени или ректално повисока за 0,5 степени, 37 до 1 степен може да биде повисока. Сет над тоа ви ги кажав трите фази: субфебрилност, фебрилност и хиперпирексија. На почетокот ви напоменав дека температурата не е болест сама за себе, туку тоа е симптом на одредена инфекција и секогаш да кажам дека температурата е на страната на одбрана на организмот, што значи треба да се одреди причинителот, да се лекува причинителот, со лекувањето на причинителот доаѓа до намалување на телесната температура. Зголемената телесна температура е помошник во борбата со инфекцијата, бидејќи таа е неповолна за развојот на многу вируси и бактерии. Затоа лекови за снемнување на температурата се даваат ако температурата е над 38 степени, вели доктор Михајловска. Кај едно здраво дете, кое што има температура до 37,9, не треба да се дава никаков сируп за температура. Температурата се намалува над 38 степени Целзиусови и тоа кога го нарушува комфорот на детето, го нарушува сонот, го нарушува мирот, тогаш се даваат субстанции за намалување на температурата, тоа се сирупчина, може да бидат и чепчина, зависи во која ситуација кај деца кои што повраќаат не може да ја поднесат температурата, не може да го поднесат сирупот, тогаш се намалува со чепче, се даваат сирупи од типот на парацетамол, најчесто во детска возраст, или ибупрофенски антипиретици, така наречени, и тоа секогаш во детска возраст се дозираат според телесната тежина. Без разлика на висината на температурата, секогаш кога детето ви изгледа болно, задолжително направете консултација со лекарот на вашето дете и следете ги неговите упатства. Ставот на педиатрите при секоја зголемена телесна температура е зголемување на внесот на течности. Тоа се супите, чаевите, соковите и водата. Потоа, давање на сирупи за температура и чепчиња за намалување на температурата. И третата работа е туширање со млака вода, не ладна вода, од вратот надолу, без главата. Алкохолот и киселината не. Затоа што масирање со алкохол, односно ладење со алкохол, разреден 1:1, е веќе сврлена постапка во ладење за покачена телесна температура, бидејќи може да настапи опасност од инхалација на истиот алкохол, и навлегување на алкохолот во кожата. Посебно киселината заради иритација на кожата и потоа прават алергиски реакции на кожата, црвениво. Со цел да им излезат во пресрет на граѓаните, Аџибадем Систина воведе педијатар на повик. Е воведување на педијатар за преглед на болно дете. Моето доаѓање на повик
педијатар на повик за преглед на болно дете. Моето доаѓање на повик не се наплатува по пациентот, само се наплатува регуларниот преглед на пациентот. И тоа секој работен ден од понеделник до петок, од 15 до 20 часот и секоја сабота од 9 до 15 часот. Доктор Михајловска вели дека детето треба да престојува во чиста и проветрена соба, температурата на собата да се одржува од 20 до 22 степени Целзиусови и да биде облечено во лесна памучна облека.